Добар ден и добродојавте во уште едно видео на Формула 1 на македонски. Овој пат кратка анализа, краток осврт за трката за големата награда на Франција, која имавме можност да проследиме пред малку. Осма победа за AMG Мерцедес оваа сезона, продолжува нивната доминација. Четврта победа во низа за Луис Хамилтон, вкупно 6 победи оваа сезона, 2 победи има Валтери Боташ. Апсолутната доминација на Мерцедес продолжува во релативно неинвентивна трка со многу мал број на претркнувања, ако ги исклучиме дуелите на оние болиди од средината, да речеме од 7, 8 до 14 место. Тоа беа болите на Торо Росо, Форс Индија, односно поново Racing Point, Алфа Ромео и Рено. Многу малку видовме директни дуели помеѓу главните конкуренти. Макс Верстапен успеа да го задржи четвртото место и да го добие оној директен дуел со Себастиан Фетел. Одлична работа заврши Макс Верстапен, покажа дека има потенцијал во болидот на Red Bull Honda. Споредбено со него неговиот тимски колега Пиер Гасли, според мен на дочарување на денот, бидејќи со болидот на Red Bull Honda заврши надвор од бодовите, односно 11-ти, продолжува неговото слабо темпо и се плашам дека доколку продолжи со вакви слаби резултати може да го загуби местото во тимот следната година. Понатаму, пети го напоменав Себастиан Фетел, кој го искористи оној бесплатен питстоп кој го имаше на самиот крај, бидејќи имаше 45, можеби 50 на секунди предност пред Карл Сайнц, кој заврши шести, така што влезе, ја стави, ја монтираше најмеката компонента и успеа во последниот круг да го постави најбрзото време, така што тој еден екстра поинт оди за него. Напоменав Карлос Сайнц шести со Мекларен, одлична трка за Мекларен, со исклучок на оние проблеми кои Ландо Норис ги имаше некои 15 на круга до крајот, се појави проблем со хидравликата. Наеднаш Ландо имаше намалено темпо, имаше проблем со управувањето на брзините, проблем со диференцијалот, како што чувме по радиото, и несреќно ја загуби седмата позиција која држеше скоро цела трка во последниот круг во дуел со Даниел Рикјардо, а потоа излетувајќи од патеката го загуби и 8-то и 9-то место од страна на Кими Реконен и Нико Хулкенберг, но останува да видиме бидејќи Даниел Рикјардо потоа во дуел со Кими Реконен го премина на оној правец надвор од белата линија со сите 4 тркала, така што тој момент е се уште под истрага во моментов кога јас го снимам ова видео, така што во моментов Даниел Рикјардо е класифициран седми, но се плашам дека може да добие пенал од 5 секунди, најверојатно поради тој маневар. И исто така се напомени дека маневарот спрема Ландо Норис не беше баш најчист, бидејќи малку ја пресече таа шикана. Останува да видиме како ќе биде целата таа разврска, меѓутоа највозбудливиот момент беше и тој во трката и оној момент по рестартот на виртуелното безбедносно возило кога Чарлс Леклерк се обиде да го престигне Валтери Боташ, кој очигледно се соочуваше со некој проблем кон самиот крај на трката, претпоставам дека тоа се гумите. Така што седа се една трка за заборав, неинвентивна трка дефинитивно, апсолутна доминација на AMG Мерцедес, трка за паметење нема никој од оваа трка, така што дефинитивно останува да се надеваме на подобра трка во Австрија, која ќе се вози за 7 дена. Дали Red Bull може да направи некој подобар резултат на домашната своја патека на Red Bull Ring? Може ли Макс Верстапен на подиумот? Мислам дека може, бидејќи таа конфигурација на патека повеќе одговара на перформансите на Red Bull, така што ќе биде интересно да се види следниот викенд каква разврска ќе има. Дали конечно некој ќе го собере Мерцедес или Мерцедес ќе ита поној рекорд на Мекларен 11 победи поред. Останува да видиме следниот викенд, така што доколку се допаѓаат видеата на Формула на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб. Споделете го вашето мислење, дали Даниел Рикјардо заслужува пенал за оној двоен маневар помеѓу против Ландо Норис и Кими Реконен. И доколку ви се допаѓа видеа на Формула на 1 на македонски, уште еднаш напоменувам лайк, шер, сабскрајб и се гледаме следната недела за анализа на големата трка во Австрија. Поздрав!